направено е намерно за да, пример, нашата партија Демократи не добие повеќе гласови, не освоиме повеќе советнички места и се разбира за градоначалници. Да ги исцепка. Да ги исцепка. Знаете колку листи имаше? 144 листи. Во Битола, само во општина Битола има 16 советнички листи, 8 кандидати за градоначалници. Тоа е се 24 листи. Земи сучи, дели ги гласовите по колку ќе добиеш. Значи, намерно да се разводнат гласовите за да не може Демократи како партија, бидејќи ние можда резултатот не е добар и не сме ние задоволни од овој резултат и затоа ги молев граѓаните на Битола кои што не подржуваат и сакаат да гласат за нас, да излезат да гласат и за жал не излегува во доволно лем број, затоа е резултат е. Но уште полошо е со 2 гласа. А Уставниот суд пред 6 месеци поништи некои таму делови од законот и му кажа на собранието: ќе си донесете нов закон, поточно, точно да одредите колку треба проценти да соберат независните листи, граѓаните кои сакаат да се кандидираат. И замислете, немаше кворум намерно, не се донесе тој нов закон, ДИК како криминална институција, бидејќи тие се луѓе од СДС, од ДПМН, од ДУИМУ и од другите партии,